Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi wa khatami anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Почитувани браќа и сестри во Ислам, благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах со милосниот милостив за овие рамазански благодети кои овие денови ги живееме. Аллаховиот благослов нека е врз Мухаммед алейхиселам, врз неговите асхаби, врз неговата чесна фамилија и врз сите искрени припадници на возвишениот Ислам се до судниот ден. Вечерва во ова рамазанско предавање ќе се запознаеме со еден хадис и шериф кој го пренесуваат Кааб ибн Уџре ради Аллаху анх, а во кој хадис Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем во една прилика на присутните асхаби им рекол ухдурул мимбере, приближете се до мимберот. И ние се приближиме, фехадерна, вели Кааб ибн Уџре. Кога Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем се качи на првиот степеник, рече амин. Кога се качи на вториот степеник, повторно рече амин. Кога се качи на третиот степеник од мимберот, пак рече амин. Асхабите беа изненадени. Кога се симна од мимберот, му рекомме, ја Ресулеллах, ова досега од тебе го немаме видено. Која е причината што три пати на трите степеници изговори амин? На тоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васеллем им рекол, кога се качим на првиот степеник, ми се појави мелекот Џебраил Емин и ми рече, Мухаммеде, проклет нека е или пропаднал оној кој ќе го дочека месецот Рамазан, а ќе дозволи да не му бидат простени гревовите. Јас на тоа реков амин. Кога се качив на вториот степеник, мелекот Џебраил Емин ми рече, Мухаммеде, пропаднал или проклет нека е оној кај кого ти ќе бидеш спомнет, а на тебе нема да донесе салават. Јас и на тоа реков амин. Кога се качив на третиот степеник, мелекот Џебраил Емин ми рече, Мухаммеде, проклет нека е или пропаднал оној кој ќе ги дочека своите родители или еден од нив кај него да им служи, а тоа негово служење да не го воведе во џеннетот. Јас и на тоа му реков амин. Овој хадис го бележи имам Тирмизија во својата збирка на хадиси. Почитувани браќа и сестри во Ислам, во првата порака на хадисот јасно е истакнат месецот Рамазан со сите негови благодети, а посебно со можноста за прошка на нашите гревови. Ако човекот го дочека Рамазан, кој е месецот на постот, месецот на почетокот на објавата на Коранот, месецот на ноќниот намаз, месецот на теуба и многу бројни други благодети кои што не можат да се набројат во целост, а сепак нема да му бидат простени гревовите, тоа значи дека не го искористил рамазанскиот благослов. Рамазан е можност што не трае долго, деновите минуваат брзо, прашањето е, дали ќе бидеме од тие за кои мелекот Џебраил Емин изговорил дова против нив или од тие на кои ќе им биде простено. Се пренесува дека големиот табиин од втората генерација на муслимани после Мухаммед алейхиселам, Хасан ел Басри, плачел кога ќе завршувал месецот Рамазан и велел, не знам дали сум од тие на кои им е прифатено па да честитам или од тие на кои им е одбиено па да тагувам. Замислете таа свест.
не бил сигурен во своите дела и затоа плачел, иако во исламската историја се смета за еден од најголемите побожници. Која е поуката од сето ова, браќа и сестри во ислам? Поуката е, не е доволно само да постиме, туку да се промениме. Рамазан треба да не направи подобри после него, а не исти како пред него. Втората порака на хадисот е, кога ќе се спомне името на Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхиселам, а ние молчиме, значи нема да донесеме салават на него, тоа е знак на немарливост и недоволна почит кон нашиот пратеник. Аллах Джелешануху рекол: "Инна Аллаха ва мелаикетеху юсаллуна ален небии." Навистина Аллах и неговите мелеци донесуваат салават до неговиот пратеник: "Ја ејюхеллезине амену, саллу алейхи ва селлиму теслима." О верници, и вие донесувајте салавати и поздравете го пратеникот со селам. Секој салават има награда, како 10 награди и 10 бришења на гревови и 10 степени верникот се крева повисоко. Ние не треба да бидеме од немарните. Познато е од исламската историја дека имамот Ахмед ибн Хамбел, ради Аллаху анху, секогаш, кога ќе го слушнел името на пратеникот Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, веднаш изговарал салават. Па дури ако тоа се повторувало многу пати. Еден ученик го прашал: "О шејху, зошто толку често донесуваш салават на секое спомнување на Аллаховиот пратеник алейхиссалату весселам?" Ахмед ибн Хамбел му одговорил: како да не донесувам салават на оној преку кого Аллах возвишениот не упати. Салаватот, почитувани браќа и сестри, е доказ на љубов. И кој го сака пратеникот алейхиссалам, тој не штеди зборови за него. Третата порака од хадисот е дека родителите се нашиот најлесен пат до џеннетот. Кој ќе ги дочека родителите во старост или еден од нив, а нема да заслужи џеннет поради неговото служење, тој навистина пропаднал. Тој навистина е проклет. Староста на родителите е тест. Нивната слабост е наша можност. Нивната потреба од нас е наш билет за џеннет. Еден човек во една прилика дошол кај Аллаховиот пратеник алейхиссалам и побарал дозвола за џихад. Мухаммед алейхиссалам го прашал: "Дали ти се живи родителите?" Одговорил: "Да." "Во каква состојба ги остави кога дојде овде?" Му одговорил: "Тие плачеа." На тоа Мухаммед алейхиссалам му рекол: "Врати се назад и како што ги расплака, сега да ги насмевнеш. Кај нив двајцата е твојот џихад." Хадисот го бележат имамите Бухарија и Муслим. Браќа и сестри во ислам, грижата за родителите понекогаш е поголема награда од некои големи дела. Нивната насмевка може да биде причина за наш влез во џеннетот. Заклучната порака на овој вазу насихат е: ако го дочекаме Рамазан, не треба да го пропуштаме. Ако се спомне пратеникот Мухаммед алейхиссалам, не треба да молчеме, току треба да донесеме салават. Ако имаме родители, немојте да ја губете шансата за да го спечалете џеннетот од нивното служење. Ова се 3 врати кон џеннетот. Прашањето е која ќе ја отвориме ние. На крајот го молиме возвишениот Аллах Рамазан да ни го направи плодно поле за простување на нашите гревови, да ни даде љубов кон неговиот пратеник саллаллаху алейхи васелем, да не направи од тие што често донесуваат салават и да ни помогне да бидеме добри кон нашите родители и да не воведе во џеннетот во друштво со пратениците, шехидите и сите добри луѓе. Амин. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху.